Малата хероина Бисера и сите деца и млади до 18 години кои имаат дијабетес ќе добијат сензори за мерење на шеќер во крвта. Приказната на Бисера, која ја објави ТВ Алфа, а која е животна приказна на сите деца и млади со дијабетес, не остави никого рамнодушен. Плачот конечно го слушнаа и надлежните. Се потпиша одлуката за конечно, после 4 години 5, баланс МК и 7 години мислам дека ја води, децата до 18 години и младите ќе добијат сензори во август месец. Ова е голема победа на малите борци и нивните семејства, кои со години мака мачат и наоѓаат начини како да им го олеснат секојдневието. Единствена замена за 10-кратното боцкање секој ден беа само безболните сензори. За нив се заложија сите, голем број на акции се покренаа на социјалните мрежи. Јас се уште не можам да се соземам од толку повици, од толку пораки, толку сум, не знам, искрено воодушевена од луѓето што толку добри луѓе постојат се уште, ни праќаат пораки за поддршка, за помош, дали со сензори, дали со торти, со благи, со, не знам, исто нутриционист не се понуди за бесплатна исхрана за Бисера да направи за програма. Сакам да најавам, значи, до сите граѓани на Република Македонија дека ќе не се бориме само за лично за Бисера. Така е. Сакам да упатам поздрав за сите дечиња што им е диагностицирано дијабетис и да кажеме дека ќе се избориме за сите дечиња, не само за Бисера. Во моментов се борам за сите дечиња. Една од акциите беше петицијата со која се повикува Министерството за здравство да ги обезбеди сензорите за децата. И истата ја подпишаа повеќе од 16.000 лица. Петицијата ја започнав од кога ја изгледав вашата емисија, вашиот предлог што беше со родителите на Бисера. Пишав стори и откога пишав сторито добив едно 200 пораки како што се помогне и се роди идејата за петиција, бидејќи многу од пораките беа фактички од родители, ми кажа дека не е целта еднократна, нели? Еднократно да се помогне, туку Министерството треба да се заврши својата работа, своето ветување. Десетици граѓани кои се надвор од Македонија се понудија да донесат сензори кога ќе дојдат во државата. Токму затоа и беше отворена донаторска сметка на која секој еден кој сака може да донира. И овој пат македонците, како многу пати досега, покажаа дека кога државата не мрда ниту со прст, тие се подготвени да дадат рака и своето срце и дел од нивниот скромен домашен буџет за да помогнат онаму каде што е потребно.